Нова тема во Македонија наутро во следниве минути. Верските лидери од Македонија здружено ќе се борат против насилниот екстремизам. Преку декларација се заложија да ја зајакнат заедницата за да превенираат појава и развивање на феноменот верски радикализам, кој е глобална закана во целиот свет. Што содржи декларацијата и со какви активности верските лидери ќе спроведуваат во пракса? Да знаваме од нашата соговорничка. Велиме добро утро за директорката на Комисијата за односи со верските заедници Оливера Трајковска. Добро утро и добре ми дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Ајде така и да започнеме, појаснувајќи им на нашите гледачи за што станува збор. Колку е присутен проблемот со насилен екстремизам од верски мотиви во Македонија? Какви се информациите? Според податоците кои што ги добиваме од Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам, се смета дека безбедносната состојба во Македонија не е загрозена од овие појави, но меѓутоа податоците говорат дека досега имаме 120 повратници од Сирија, од кои 76 против 76 досега се водела казнена постапка, односно прекршочна постапка, 11 се на истражување на затворска казна, од кои што 4 во 2025 ќе бидат одстранети од страна на казнено-поправните установи. 4 случаи во 2024 година во меѓусебна комуникација со Соединетите Американски држави се регистрирани како радикални струи, како и во 2025 година, и тоа најмногу преку онлайн радикализација. Така. Што конкретно содржи декларацијата? Каква улога одигра самата комисија при подпишувањето на истата? Значи, декларацијата е како проследена активност, бидејќи ние претходно веќе имавме активности, одржавме еден национален форум кој што зборуваше на оваа тема, одржавме и обука во која што имавме за цел да акцентираме дека верските чинители треба да станат проактивни во борбата против насилен екстремизам, и оваа активност всушност беше како фоллоуап на самата обука која што беше одржана во мај годинава. И декларацијата е сконцентрирана на 4 поглавја, поточно кажано. Првото поглавје зборува за тоа дека ние сме свесни дека Република Северна Македонија е заеднички дом и дека во неја се негуваат сите култури и сите вери, дека соживотот е вредност која што треба да се негува и дека суштината на верата е во повикот кон милосрдие, правда и мир. И дека секоја нејзина злоупотреба за насилни цели е изопачување на светото. Исто така, дека сме соочени со злоупотреба на верата за одредени поделби и насилство, дека имаме се почести форми во кои што се говори за омраза и процеси на радикализација, кои што пак всушност возат кон насилство и насилен екстремизам. И исто така сме соочени и со дезинформации, и идеолошки наративи и пропаганди кои што искривуваат суштината на верата. Просветлени од суштинските пораки на нашите свети книги и верските учења кои не повикуваат да бидеме посветени на доброто и уверени дека универзалните вредности втемелени во човековите права и меѓународното право, вклучително и универзалната декларација на човековите права, се во согласност со духот на верските убедувања. И последниот, односно облигациониот дел на самата декларација, дека одлучно изјавуваат самите верски лидери кои што ја потпишуваат оваа декларација, дека го осудуваат насилниот екстремизам, ги повикуваат верниците во нивните заедници да ги негуваат вредностите на меѓусебно почитување, се обврзуваат да придонесуваат за зајакнување и отпорноста на заедниците, негување на моралните вредности и дека ќе имаат постојана соработка со државните институции и ќе работат против секоја злоупотреба на верата за политички, идеолошки или насилни цели. Како ќе го прават тоа? Со какви активности произлегуваат ли некакви обврски од декларацијата за верските лидери или е само општа поддршка на принципи? Секако дека произлегуваат активности и дека самите верски лидери се обврзаа морално да ја почитуваат оваа декларација, бидејќи ние во меѓусебни разговори Комисијата со сите верски лидери има постојана комуникација и постојани средби, и на тие средби ние всушност разговараме што би можеле како активности, како механизми да направиме со кои што би ги елиминирале овие појави. И во тој контекст самите верски лидери, значи една од активностите која што во догледно време ќе почне да се спроведува, тоа се квартални состаноци, односно во самите локални самоуправи ќе имаме средби со градоначалниците, со самите совети за локална превенција против насилен екстремизам и представниците на верските заедници во тие градови.
А колку реално верските лидери може да помогнат во целата оваа приказна? Има ли регистрирани случаи на радикализација или говор на омраза кај нас, каде што е интервенирано преку верски канали? Значи, реално верските лидери и верските заедници можат да бидат многу успешни во спречувањето на оваа појава со тоа што доколку навремено се реагира, односно доколку соодветната информација која што тие ја имат, ја проследат до институциите кои што се надлежни да постапат по тоа прашање. Така да имало изолирани случаи и сите тие случаи се адресирани до надлежните инстанции и се превземени соодветни мерки за спречување на овие појави. Идејата е на Комисијата за односи помеѓу верски заедници и токму вие одлучивте да ги седнете сите верски лидери на маса. Колку беше тоа тежок или лесен процес и во однос на усогласувањето на ставовите помеѓу верските заедници? Процесот, морам да нагласам дека не беше воопшто тежок, бидејќи соработката помеѓу лидерите на верските заедници е на едно навистина високо ниво и дефинитивно не е тоа само промоција нели за во медиумите дека тие негуваат некаков соживот, туку всушност тоа е и на дело во практика и во постојана комуникација со нив, бидејќи самата декларација во процесот на подготовка беше испорачана до нив, значи доставена за да можат да ја разгледаат, да дадат соодветни сугестии, забелешки, се што имаат за да може да биде вметнато во декларацијата. Сите едногласно се согласија со текстот на самата декларација, ја потпишаа без никаков проблем и морам да истакнам дека Македонија може да послужи како еден позитивен пример каде што верските лидери навистина негуваат соживот и толеранција помеѓу себе. Тоа прашање кое што најчесто се поставува после потпишувањето на декларацијата, што потоа, што по потпишувањето, што може да се очекува, каде се тука образовните институции, локалните заедници, каде сме тука ние медиумите? Секако дека реков, нели веќе нагласив, една од активностите е соработката со локалните самоуправи, секако дека тоа ќе се прошири и во образовните институции, значи во високообразовните институции, како што се училиштата, верските училишта и на ниво на сите училишта, но нормално дека за тоа треба да се остварат соодветни контакти со Министерството за образование, со Бирото за развој на образованието, за да добиеме дозвола, нели што можеме и како можеме да спроведиме во самите образовни институции и секако помеѓу граѓаните, односно помеѓу верниците, бидејќи рековме и претходно дека верските лидери уживаат големо влијание и со самото она што тие ќе го промовираат помеѓу верниците можеме да извршиме големо влијание за да навремено нели ги детектираме сите овие негативни појави и да работиме на активно спречување на истите. И колку ова што го видовме изминативе денови во однос на потпишувањето на декларацијата може да биде добар пример, да послужи како добар пример во однос на решавањето на останатите општествени прашања. Ги имаме бројни, а се помалку се одлучуваме да седнеме на маса и да дискутираме гласно за нив. Па јас мислам дека може многу да се направи, дека овој пример баш токму тоа го докажува, дека сите оние нешта кои што се ставаат под тепих со текот на времето стануваат глобални проблеми. Но меѓутоа, кога ќе собереме храброст и кога нештата ќе ги ставиме на маса, кога отворено ќе поразговараме, ќе ги видиме капацитетите со кои што располагаме и кои што можеме да ги активираме за решавање на одредени проблеми во општеството, тогаш работите добиваат подобар тек. И сметам дека декларацијата не е само акт, односно само документ кој што ќе биде потпишан, туку всушност од него ќе произлегуваат и понатамошни активности кои што ние во заедничка соработка со сите надлежни институции, тука е Министерството за внатрешни работи, тука е Агенцијата за националната безбедност, тука е Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против екстремизам, ќе бидеме дел од еден заеднички акционен план и каде што имаме одредени активности кои што треба да бидат реализирани и сметам дека тоа ќе го исполниме во догледно време.
Уште една тема сакам да отвориме наредниве минути за која што многу се зборуваше глобално, изборот на нов папа, на нов поглавар на Римокатоличката црква. Зборувавме изминатиот период, ни бевте неколку пати гостинка, зборувавме и за протоколите за погребот на папата Франциско, очекувавме изборот на новиот папа и се ветивме дека ќе го продискутираме изборот на новиот папата Лав 14. Вчера, меѓу другото, ги изнесе своите приоритети за време на неговиот понтификат, критикувајќи ги автократите и искористувањето на сиромашните за време на беседата пред 1000 верници. Реторика многу слична на онаа на папата Франциск. Каков е вашиот прв печаток, ме интересира? Дефинитивно ќе се сложам дека новиот папа Лав 14 по своите обраќања и на кое што во медиумите се истакнува, се уште е рано да се говори за неговиот понтификат, но меѓутоа, од друга страна, навистина дава еден израз дека ги следи стапките на папата Франциск. Да. Така, сега првата средба со новиот папа, македонската делегација ќе има на 26 мај. Традиционално и оваа година со бројни настани ќе се одбележи 24 мај, денот на сесловенските просветители, браќата Кирил и Методи. Па ајде така и да завршиме. Така, значи оваа година и морам да кажам дека сме пресретни бидејќи нели многу е рано, се уште е релативно нов новиот папа, веќе добивме прием кај него. Мислам македонската делегација, што за нас представува особена чест. На 23 мај црковно-владината делегација ќе присуствува на молебенот кој што ќе се одржи во Сан Клементо. На 24 има положување на цвеќе во Сан Маджоре. Исто така и концертот на нашиот познат Симон Трпчевски. На 26 веќе е приемот кај папата и сметам дека оваа година навистина ќе имаме една успешна делегација, една успешна активност која што ете ќе се реализира во Ватикан. Значи дека папата не е обврзан да ги прими делегациите кои што се таму, бидејќи кажавте особена чест. Така и затоа што и претпоставам дека е сега пред неколку недели нели избран како нов папа, тоа представува да уште поголема тежина. Чисто сакам да објасниме за пошироката народна маса. Дефинитивно папата не е обврзан да ја прими делегацијата, се случувало нели дури и многу еминентни принцеви или да кажеме државници да побараат прием кај папата, да бидат одбиени од претходниот папа или од останатите папи, така да моментот ќе го нагласам дека имаме нов папа кој што неколку недели веќе управува со Ватикан, изненадува дека ете добиваме прием, но меѓутоа тоа е посебна чест за нас како држава, како делегација која што ете ќе присуствува, затоа што со самиот факт дека е релативно нов можевме да бидеме одбиени за прием. Намерно нели ве прашав тоа, бидејќи уште еднаш сакав да укажеме на нашиот народ колку сме почитувани. Ако може тоа така да го завршиме и да го сублимираме на крај. Се покажува една почит кон целата држава и кон народот тук. Апсолутно ќе се согласам со тоа, бидејќи сме мала земја, но меѓутоа сепак сме еден мал народ кој што навистина има импликации да биде посебен народ и кој што ужива посебно почитување во светот, иако имаме нели одредени проблеми, но сето тоа сметам дека е резултат на некои политички цели. И многу што да каже и покажа. Со видеоматеријали и фотографии од Рим се гледаме за известно време по вашето враќање, посакуваме убав помин, на многу достоинствен начин ќе се одбележи денот на сесловенските браќа Кирил и Методи. Благодариме многу за гостувањето во Македонија наутро. Ви благодарам на поканата. Благодариме.